прашањето за добро владење беше поставено на многу јасен начин од Европската унија во 2006 година, кога се запраша за своите надворешни акции, односно што е добро владење. Значи, повторно, тоа се однесува на транспарентни мерки како слободни избори, но и повторно се прашуваме како да ги информираме и образуваме граѓаните. Ги образуваме затоа што имаме школски програми кои што треба да бидат прилагодени, но кои што треба да бидат прилагодени на сите лица. А впрочем, како информираме? Тоа е чувствителна тема во овој период, посттерористички период, значи во поглед на слободата на печатот. Што е печатот денес? Дали само официјалните медиуми, дали медиумите се независни и професионални, или пак тука ги вклучуваме и сите блогери и сите оние кои што објавуваат содржини на YouTube, на Facebook и така натаму. Дали слободата на информација е универзална, гледаме дека има одредени елементи кои што се јавуваат и кои што имаат за цел да ја заштитат да го заштитат ова право на информирање или пријавување на одредени информации. Значи, слободата на информирање треба да овозможи индивидуата да може да има пристап до информацијата и да се спротистави на таа информација. А за да може да се спротистави на таа информација, тоа треба да може да го направи дури интимно, без да биде изложена на сите јавни власти, например, или фирми. Значи, тоа е право на приватност. Значи, правото на приватност ни е возможува да имаме одредено мислење без секогаш да откриваме некои интимни детали. Секако ќе дискутираме за правните механизми кои што треба да се применат во таа смисла. Но извештајот за напредокот за Република Македонија го содржеше следново. Македонскиот правен апарат е добар. Тоа е во согласно со европските стандарди и навистина кога го гледам македонскиот устав, гледам многу повеќе работи од колку што има во францускиот устав, например. Може да дискутираме за одредени членови, но понатаму за тоа. Но она што недостасува е примената, како и во Франција и насекаде.